Добро вечер, мои сограѓани. Добро вечер, борци за правдата. Заедно со вас се изградивме, се искаливме и први кажавме доста е! Заборави градоначалникот, кога шеташе со ташната, кога се топлеше во нашите дујчани, кога работеше како комунален инспектор. Заборави каде го јадеше левот. Доста е! Сакам да кажам и една порака да упатам. Имам писмо добијано од председателот на собрание на мојот роден ден на 27-ми, каде што ме излага дека нашиот закон за измена ќе помине во собранието, дека ќе се разгледа. Па каде е, господине Велјановски, нашиот закон? Исто така сакам да ви кажам, значи треба да разберите, не мавна е на Сугаревски, мавна е на 21.000 народ од Прилеп, на 21.000 прилепчани, за Сугаревски што го дадоа својот глас. Поддржете не нас дујчанџиите да се избориме во нашата борба со овие арами. Нема друг збор за нив. Доста е! Вечерва меѓу нас е еден од хероите кои во црниот понеделник одлучно ги бранеа слободата и демократијата во Македонија. Жената која повредена и насила ја измокна од собранието само за да ја замолчат. Ја повикувам да ни се обрати нашата прилепчанка, героина од СДСМ, Радмила Шекеринска. Горда сум како прилепчани, горда сум заради прилепчани и горда сум на вас, драги мои, заради тоа што покажавте и го подсетивте Груевски дека тој не дава власт, дека народот дава и народот зема. За 2 месеци народот во Прилеп ќе ја земе власта во свој раце и кога ќе ја земе, знае на кого ќе му ја даде. Не на оној кој ќе тепа, туку на оној кој ќе помага. Не на оној кој ќе мисли на себе, туку оној кој ќе мисли за сите. Почитувани прилепчани, иако далеку ве следев, ќе ви кажам нешто што може би политичарите не сакаат да го кажат. Кога ги гледам овие снимки за 24 декември, кога ќе се сетам на се она што ни се случуваше во и надвор од парламентот, ќе ви кажам дека во ниеден момент не се уплашив. Во ниеден момент моите колеги не подклекна. Во ниеден момент солза не ни се појави во окото. Ама кога ги видов првите снимки од Прилеп, кога ги видов снимките од многу градови во Македонија, тогаш се појави солза на окото. Затоа што сватив дека нашата жртва никогаш не е залудна, дека нашата жртва е вредна. Кога не влечеа походниците, тие не покажаа сила. Кога не влечеа походниците, тие покажаа страв. Човек кој се плаши е човек кој вака тепа. Човек кој е уплашен за себе е тој што ви се заканува. И затоа, мои прилепчани, верувајте, заради црниот понеделник, ние денеска сме посигурни, посилни и поединствени од било кога досега. Пријатели од Прилеп, се спротиставивме на 24 декември, заради тоа што сакаме да му кажеме не на Груевски кој денес потроши 1 000 000 евра за намештај во Триумфалната капија. Да му се спротиставиме на Зоран Ставревски, кој сега веќе зема 200 повеќе од фазла од 200 милиони евра од Светска банка, кој секој ден од банките зема нови милиони, за да тој ги троши, а ние да ги враќаме. Се спротиставивме и на Благородна Дулич. Ама денес на Благородна и на нејзиниот шеф Груевски
како прилепчани едно нешто ќе им кажеме. Овие прилепчани памтат како слонови и се борат како лавови. И од маздата на овие прилепчани за тие навреди ќе биде лавовска. Секој ден мора да покажеме дека не само Прилеп, туку и цела Македонија има и сила, и инает, и храброст, и волја, и енергија да каже доста е. Доста е крадење. Доста е мамење. Доста е удирање на оние кои се најслаби и најсиромашни. Денеска во Македонија се владее против народот, се владее со казни, се владее со омраза, ама никој со омраза не стигнал далеку. Затоа она што ние го нудиме е шанса да им кажеме доста е на оние кои ни го земаа и животот и државата. И затоа барам да бидете упорни. И барам секоја вечер да се собираме. Ке се собираме во Скопје, во Прилеп, во Берово, во Штип, во Битола. Ама нашата порака ке стигне таму каде што треба. А тоа е во домовите на секој граѓанин, дури и оној кој решил да не излегува и да не излезе. Не слушаат, знаат, дознаваат. Не се сите исти. Некои ќе излезат, некои нема. Ама битно е тогаш кога ќе дојде мигот да го заокружат вистинскиот број, да го дадат својот глас. 3 недели не бомбардираат со лаги, манипулации и нарачани текстови. Една по една ги купуваа фирмите, една по една ги купуваат телевизиите и мислат дека ако владеат со парите, ќе владеат и со нашите души. Нема! Не лажат и мамат дека СДСМ не сакал да излезе на избори. Сакам денеска, прв ден после вчерашната седница на нашиот централен одбор, да ви кажам и лице во лице. Не! Господинот Груевски нека знае дека опозицијата во Македонија не бега од избори, бара не едни, бара 2 избора, и локални и парламентарни. Ако смета дека народот е сит, ако смета дека народот е задоволен, ете му шанса, нека освојува власт. Ама колеги мои и соборци, ние бараме фер и демократски избори. Бараме фер и демократски избори во кои нема да бидат важни бројачите, туку ќе бидат важни гласачите, во кои нема Никола Груевски, Гордана Јанкуловска и Зоран Ставлевски да кажуваат што мислите, туку секој од нас со својот ум, со својот разум ќе го каже своето. Во такви услови ние сметаме дека правдата, како и секогаш, ќе победи. Прилеп ќе биде и трет пат херој, а Македонија повторно ќе биде победник. Да сте живи и здрави за многу години, празниците до победа!